Во овој период, преку донација, отворивме и бесплатна телефонска линија, на која бележевме бројни јавувања од деца кои ги споделуваа проблемите со кои се сочуваа, но исто така би сакал да го истакнам нашиот придонес и учество во законските процеси кои се однесуваат на децата и нивните права и се разбира нивно унапредување. Институцијата Народен правобранител крајно внимателно постапува кога станува збор за овие права од причина што нашите споделувања се резултат на содржината на представките кои до нас ги доставуваат родителите, невладините организации, но и самите деца. Имајќи предвид дека децата и младината се најголемиот капитал на секоја земја, младите се моменталната и идната иднина на вашата земја, како и знаеме дека премногу често тие не се дел од донесувањето на одлуките и структурата која што е вклучена во донесувањето на одлуките, тие треба да бидат политички лидери во иднина. Одлуките што ги донесуваме без нивно вклучување нема да бидат соодветни. Водени од овие принципи и начала, Европската унија тежне кон заштита на детските права и промовирање на политиките и активностите за подобрување на детскиот живот. Оно што е мој фокус е општини каде што ќе се овозможи да се фокусираат, да им бидат на децата прикладно место за живење и развој и раст и ќе се активираат максимално да го слушнат детскиот глас и детското учество, не само формално, туку и содржински и суштински. Ние имавме такви обиди со неколку општини во Виеница, Мисечини, во Дебар, Автокоманда и Гостивар. Таму децата ја заменија законодавната општинска власт, детектираа проблеми со кои се сочуваат и конкретно побараа од градоначалниците промени. И ние кога отидовме со децата ги предупредивме градоначалниците дека сето тоа ќе биде снимено.